Се радувам и чест ми е што денес во рамките на овој научен стручен собир заедно со панелистите ќе дискутираме на повеќе подтеми од областа на циркуларната економија и зелената агенда кои ни засегаат и нас како земја, но и како дел од Западен Балкан. Ја користам приликава да споменам дека како факултет имаме одлично искуство во оваа област, а ќе ги потенцирам последните два проекта. Едниот е циркуларната економија, приоритет број 1 за Европска унија, Жан Моне проект кој што заврши минатата година, го работевме заедно со проректорот Джидров, а од 5 мај годинава ни започна нов проект во чиј фокус е циркуларната економија и енергетската ефикасност по апликација на повик на делегацијата на Европската унија. Тргнувајќи од нашиот интерес, но и придонес во доменот на циркуларната економија и зелената агенда преку проекти, преку истражувања, публикации, впрочем, како што е овој денешен собир, нашата цел е јасна. Да ја поттикнеме зелената трансформација на Западен Балкан преку ефикасно олеснување на спроведувањето на акцијскиот план на зелената агенда за Западен Балкан од 2021-2030 година на регионално ниво. Прво ви благодарам за можноста да бидам дел од овој научен и стручен собир, посветен на една од најактуелните теми денеска. Тоа е дигиталната трансформација поврзана со зелената економија, секако во контекст на нашиот понатамошен развој и Европскиот зелен договор кон кој што пристапуваме. Дигиталната трансформација е нешто повеќе од тренд, нешто повеќе од алатка сама за себе. Таа треба да биде клучен двигател на создавање одржливи општества. Замислете како помош, како драйвер, како една поддршка на сите процеси кои што се во општеството. Не само процес сам за себе, туку процес за сите вас, како граѓани, како бизнис сектор, како наука. Не треба да се разбира како задача само по себе или да се дигитализираме затоа што е тренд. Туку дигитализираме затоа што така ќе живееме подобро како луѓе, ќе функционираме подобро како бизнис сектор и секако како влада и како општество. Преку технологијата можеме да оптимизираме ресурси, да намалиме отпад, да градиме циркуларни економски модели, едноставно да си помогнеме. Затоа паметните мрежи, дигитализираното производство, анализирањето на големи податоци не овозможуваат не само ефикасност, туку и значителен напредок кон климатска неутралност. Од друга страна, зелената економија представува одговор на итната потреба за трансформација на традиционалните модели за развој. Таа го отвара патот кон економски раст кој не ги исцрпува природните ресурси, туку ја засилува еколошката одржливост и социјалната инклузивност. Овие два процеси се тесно поврзани. Дигитализацијата е алатка која ја забрзува транзицијата кон зелена иднина. Европскиот зелен договор е наша заедничка обврска. Сметам дека само на тој начин ќе обезбедиме иднина која е дигитална, затоа што моето министерство така и се нарекува, но уште повеќе иднина која што ќе биде зелена. Ви благодарам.